Мажите се поподложни на мозочен удар од жените, но светските статистики велат дека од мозочен удар умираат двојно повеќе жени отколку од рак на дојка. Овие фрапантни податоци говорат дека мозочните удари се сериозна закана по здравието на граѓаните, а особено по возрастните. Струмичките лекари невролози потенцираат дека иако постојат ризик групи, предпазливоста и превенцијата треба да важат подеднакво за сите. Како што спомна и директорот, мозочните удари се прва причина за инвалидитет, а трета причина за смртност на глобални ниво во однос на светот. Сега постојат повеќе ризик фактори кои што ги предизвикуваат мозочните удари. За жал, некои од тие ризик фактори ние не можеме да ги спречиме, значи не можеме да ги модулираме, како што е например возраста. Значи постарите луѓе, поготово над 65 годишна возраст, се многу поизложени на ризик за мозочен удар. Исто така и полот не можеме да го смениме. Значи повеќе мажите се изложени на мозочен удар во однос на жените. Расата, значи црната раса е поизложена на мозочен удар во однос на белата раса. Значи тие за жал се некои фактори што ние никако не можеме да влијаеме. Меѓутоа денешниот ден е ради тоа што имаме и фактори кои што се модулираат. А тоа се високиот крвен притисок, високиот холестерол во крвта, високиот шекер во крвта, физичката неактивност, пушењето, алкохолот, злоупотреба на алкохолни пијалоци. Значи тука сме со цел, еве денес имаме акција да го измериме притисокот на граѓаните тие што се присутни тука, да го измериме шекерот во крвта, така да го процениме нивниот ризик за мозочен удар. Да кажеме нешто за кои се знаците за препознавање на мозочниот удар, затоа што и брзината е многу битна кога ќе се појават знаците. Значи time is brain, има една изрека, значи секое времето е мозок, а тоа значи дека со секоја изгубена секунда се губи дел од мозочните клетки. И тоа значи да ја подигнеме едноставно свесноста за ризикот од мозочни удари. За одредување. Да. Па така тоа е за посебно сите луѓе. Прекумерење на притисокот, прекумерење на холестеролот, прекумерење на шекерот во крвта, дали се пушачи или не, дали има регуларна срцевата акција, затоа што срцевите аритмии се исто така еден ризик фактор на кој што сепак можеме да делуваме, посебно тука ќе ја спомнам атријалната фибрилација, која што е многу опасна аритмија, склона кон стварање на емболуси и потешка клиничка слика на мозочни удари. Понатаму телесната тежина, значи обезноста е исто така голем ризик фактор. Физичката неактивност, за жал нели денес сме малку физички активни. Понатаму и фамилиарната анамнеза, значи луѓе кои што имаат некои со мозочен удар се на голем ризик и се собираат вкупно поените според тие параметри и се проценува дали пациентот има висок ризик, дали треба да внимава и дали е во низок ризик за мозочен удар. Во Македонија вкупниот број на нови случаи на годишно ниво се движи околу 300. За да се намалат ризиците, потребна е превенција која може да биде примарна и секундарна. Примарната вклучува навреме откривање и лекување на сите ризик фактори, како висок крвен притисок или болестите на срце, а секундарната подразбира лекување на пациенти кои веќе прележале мозочен удар. Според податоците на Светската здравствена организација, 15 милиони годишно страдаат од мозочен удар, а 6 милиони луѓе умираат. На секои 2 секунди еден човек во светот добива мозочен удар, а на секои 6 по еден човек умира од мозочен удар.